Колку од вас слушаат македонска музика? Така и си мислев. Но кога била квалитетна, сите ја слушале. И затоа настанот Ехо во далечното минато ја слави македонската музика. А Христина ќе ни каже малку повеќе за почетоците. Има хитчиња што се вртат по радио и телевизија некое време, а потоа ги забораваме. А има и такви што стануваат евергрини. Овие вториве се причина што некои песни и музичари се за сите времиња. И многу генерации растат со нив. Еден бакнеш. Сигурно оваа песна имате слушнато милион пати и сте помислиле колку е само гениална. Еден бакнеш, песни рој. Еден поглед без врсни. Ова е дело на гениалниот Драган Ѓакуновски Шпато. Кај нас со презимето Ѓакуновски се појавува и забавната музика. Таткото на Шпато, Васил Ѓакуновски, е основач на првиот забавен оркестар во нашата држава. А подоцна неговиот син Драган ќе ја популаризира музиката, со што се смета за основоположник на забавната и џез музика. Постојат многу интересни приказни поврзани со Шпато. Неговите пријатели велат дека тој слушал музика за време на кинопредставите и со кратки записи на својата рака подоцна правил нотен запис за сите интересни музички фрагменти. За разлика од денес, кога со технологијата ни е надофат се, наместо да произведуваме нешто ново и специфично за ова време, слушаме еден тон плагијати, измешани звуци, ултра турбо фолк песни со креативни стихови. Но сепак се уште постојат млади кои не ги забораваат корените на музичката историја. Веќе 6-ти пат се организираше настанот насловен според песната на Шпато Ехо од далечното минато. Тука се пушта музика од поблиското и подалечното минато, од нашата поблиска и подалечна околина. За овој настан, кој станува традиција кај младите, задолжени се диџеите Гоце Сав, Чваре, Ненад Стефановски Фулиш Грин и Хайпертек. А како гостин на последното издание беше Андреј Мицајков. Музичката приказна со ново создадените композиции и правци не треба да заврши како насловот на песната на Шпато, без повраток. Бидејќи ехото од далечното минато во нашите уши треба да биде поттик за нови гениалци во музиката, а со денешните звуци да се создаде ново ехо за блиската иднина.